Dimko, evo. Ebe, Dimko, nova ubo jadenje. Liči da mi doneseš troja vinca da se napijam. Ubo, što ti tek na vino da naračeš. Kakvo vince imame godinava. Имаше се колку што треба. И дожд, и сонце. Токму. Ајде. Čekaj, mi tekne nešto. Jaz za nakaj doma imam bagi pa zodanja, a druga mejana, kako što znam jaz, nema. Pa si mislim da mi klaješ jedno 10 jajca za popa, da mi se najdate, da mi svariš. Ubo, što ti tekna za jajцата. Нели какви јајца имаме. На. Тука. Ќе појдам да ги сварам јајцата и ќе ти ги донесам заедно со виното. Ајде, 10 јајца. Добар ден, Стрико Дане. Dobar dan. Не се сеќаваш кој сум, а? Ne, koji si? Син на Колета. Koji? Син на Колета. Aj, da ne puknam. A me gledam jaz, neka si mi nekade. Tuku, ama kako da te poznam, Besinko, odavna ne sam bil kaj vas. A ti, mašala, golem, maš si izrastao. A? Hajde, sedi. Sedi. Ne, mašala. Viša, kaži mi sad ti mene, doma kako ste? Tatko ti kako je? Aren li je? Sedi doma ili go ima fateno patot po trgovija? Кој дошол, сине дошол. А не, синче, бе, како си, синче, а? По дома, како сте? Татко ти како? Фала му на Бога, сите сме здрави, живи и ударни поарни. Симе, што ќе се напиеш, а? Па, ај дој си една чаша и за мене, ќе се напијам и ја со Стрикоданета од винова. Виново е... Ај. Odi, donesi. Tuku, kaži mi сега ti mene što te prašav. Tatko ti kako je? Na patije? Не. Еве веќе подолго време не оди по трговија, по патишта. Знае, самиот вели преку глава му дошло од се. И од патишта, и од трговија, и од арами, и од се. Така je, Sime. Čovjek se izmorува. I jaz da ti kažem pravo, eve, poleka saka, ne možem poći. Pa i zdravjetovo zadno vreme ne para me služi. Odvaj čekam da se vratam doma i da se odmoram od se. Еве, синче, еве ти чаша, а еве ти ги јајцата за попат. Hvala ti mnogo. I daj mi go esapo da ti platam za se. Есапот, еве, тука ти е запишано се. И за спиењето, и за јадењето, и за пиењето 2 пати. И за јајцата, се. Majkat. Za malku ne mi dostosuvati, evo. Kuku za jajcata nemam. Imam ja sama, nemam drobni pari. Ke treba cela petolirka da mi rasipiš. Петолерка. Ке ми ги собереш сите ситни пари. Не, ајде друг пат ќе дадеш, кога ќе наминеш, ќе донесиш. Како се погоди, јас не носам пари со мене, а не бев на нијет да влегувам во Мејанава. А те видов, те надзрев од надвор, гледам, Чичко Дане, еве, го велам, ајде одам да го поздравам. А и татко, да знаеш, оти сум те видела, не сум те поздравил, многу ќе ми се налутеше. Кола е работа. Друг пат ќе наминете и ќе платите. Ајде. Odi se, ako ni trebaš, ke te viknime pak. Ajde, zdravi. Абе, се си мислам оти, не требаше да останеш должник кај овега. Требаше, иако немаш, да ти раситни. Оти знаеш, го гледаш вака на арен човек, личи кроток, ама како на мравка да не згазнува, а многу белјаджија човек. Многумина си имаат мака од него. Знам, го знам јас, име многу бого знам. Не сум јас севте тука, ама да ти кажам право, до сега јас со него
збор си немам речено, се немам расипано. Jarno? Aj така и понатаму нека остане. Ај на здравје. Туку, ај да дојдеше до кај нас на гостија, барем на едно каве. Не, синче. Не можам сега. Друг пат, кога ќе сум на поминување, ќе наминам кај вас на кафе. Сега ти реков, морам дома да одам, сакам да се одморам троа. И здравието ти реков, не ми чини. Друг пат, кога сум на поминување, ќе дам ем на кафе, ем да го прашам татко ти дали му е подобро дома да седи или напад да оди по трговија. Арно, а сега кога ќе решиш да си одиш, и јас ќе дојдам со тебе до некаде, да те подиспратам. Ајде на здравје. Ај на здравје. Нема да одиш. Ако ме прашаш мене, нема да одиш. Тебе ништо не те прашувам и затоа ништо не ми кажувај. Кога е така, да не ме прашуваш и кога ќе паднеш пак болен. Добро, тебе малку ти беше лежење цела година на постела. Не лежев баш секогаш. Така е, бе. Некогаш не лежеше. Стануваше по троа. И сега? Се биде малку поарени, веднаш патот да го фатиш. Фала му на Бога. Имаш заработено. И за живот, и за умирачка. Сакам да појдам уште еднаш мејана, бе, пријатели да видам, борчови да си патам. Кои борчови, бе, човек? Кои борчови? 10 јајца на мејанџијата? 10 јајца на мејанџијата, борч си е борч. Не сакам мејанџијата да помисли дека не влегувам кај него затоа што сум у борч, не. Ама зошто ти мене не ми кажа порано за тоа? До сега јас ке најдев некој ќе му ги испратев. Добро, мене не ми е јасно. Зошто ти сега додиш вака уште незаздравен? Решив да одам сам и ќе одам. Дај ми ја торбата. Торбата? Еве ја, на. Кога не разбираш од ниједна, еве ти ја. Ту, па толку па неразбран човек. Ќе одам без торба. Крши глава. Кога не разбираш од ниједна. Здраво живо, Димко! Охо, пријателе! Па кај си, пријателе? Не лути се, пријателе, ама ние веќе те прежаливме. Да ти кажам право, за малку и тоа ќе беше. Многу се поболев. Се распрашавме и дознавме дека си бил многу болен. Ама до толку бе, пријателе. Абе, цела година не си бил овде. Абе, не овде, никаде не бе, Димко, никаде. Отскоро се испрев на нозе, видов троа сила и право кај тебе, да видам како си и да ти го вратам борчот за 10 јајца. Повели и прости што ме почека. Ова не се моите пари. Што ми ги должиш? Како бе, Димко, не се? Абе, за 10 јајца колку што думам јас, толку е. Толку. Толку беа тогаш. А сега тие 3 гроша станаа 300 гроша. Се квачеа, се испилија, се продадоа и станаа 300 гроша. Чекај, Димко, седи. Седи да се разбереме како луѓе. Види, Димко, нема да се лутиш, ама јас те знам тебе како терсене човек, и сите те знаат. Ама јас и ти досега лошо не сме си кажале, немо и од сега. Тебе кој ти остана борчлија, ми рече ти тогаш да ти ги вратам парите со лихва или не? Лихва? Каква лихва, бе? Абе, не станува тука збор за лихва, туку за штетата што ми е направена. Те чекам ли година дена да ми го вратиш борчот, а? Така ли е? Така ли е?
Колку пилиња ќе се изведе од јајцата што ги стави под квачката, па од тие пилиња други ќе стане кокошки, па кокошките ќе несе јајце, па тие јајца пак ќе ги стават под други кокошки и така. Абе, знаеш ли ти колку пари изгубив? Знаеш ли колку пари изгубив? А? Затоа што ти ги сварив тие јајца. Чекай бе, полека бе. Чекай те прашам нешто бе. Како мислиш бе ти варени јајца да ставиш под кокошка да се квачат? Како? Тоа ми беа последните јајца. Знаеш ли колку време помина додека да соберам други јајца за да насадам квачка, а? Абе, знаеш ли колку пари изгубив? Ајде, вади 300 гроши. Ајде, 300 гроши. Ти од мене не гледаш ни еден грош, а камоли 300. Така да знаеш. За тоа ќе реши судијата, зашто јас однесов тужба кај него. Аман бре, пријателе, па до таму дојде работата, со суди, со кади, а? Ако ќе појдам јас кај кадијата, не се плашам од него, ти сум во право. Ќе појдам и тоа побргу, да не се поболам пак, да тие 300 да станат 600 гроша. 600? Само 600? Тие пилиња кои ќе се испилат, па ќе станат кокошки, па ќе имат јајца, па тие јајца ќе ги ставам по други квачки, па другите квачки пак имат пилиња, па други пилиња, па... 1000 ќе ти бидат малку. Добро. Ќе одам јас сега кај дијата и ќе те чекам тебе таму да дојдеш. Со сите пилиња, со сите кокошки и со сите петлиња. Ајде со здравје. Чекај, и јајцата, и варените јајца, и тоа да го... Аре, ке те суредам јас тебе. Колку ги имам суредено такви... Абе, на суд. Ете, Ефенди Кадио, се е така како што ти кажав. Епа сега, како што велат, криво седи, право суди. Арно велиш. А ти сведок имаш ли за оваа работа? А? Зарем треба сведок за оваа работа, Ефенди Кадио? Ами како? Може тебе не ти треба сведок, ама мене ми треба. Оти, види, каков е тој што те тужи, такво ќе биде и судењето. Разбираш? И што, сега сведок имаш или немаш? Имам. Со мене тогаш на маса седеше Симе. Симе? Кој Симе? Син му на Коле. Симе, на Коле. Кој Коле? Коле до грамаджијата, Ефенди Кадио. А Коле до грамаджијата, син му Симе, те го знам, а како, умно момче. Сега, да го донесам Симе? Оди и доведи го. Значи да го доведам са Симе. Да го доведеш, така реков. Добро, како што рече Кадио, така ќе сторам. Така реков, така и направи. Ајде. Разбираш? Разбравте се што ви кажам сега, нели? Така е? Ета. И, како што се договоривме, ти ќе дојдеш и ќе влезеш со Димко во судницава. А ти ќе се сокриш, ќе дојдеш подоцна, да не те види Димко, разбираш? Така? Разбравте сега? Ајде. Си разбравте ше? Дојдеме се? Да, дојде. Ти рече, сега бараш 300 гроши за варените јајца што си му дал. За јајцата, Ефенди Кадија. Не за варените јајца, за јајцата. Ајде, ама ти си му дал варени јајца, така ли е? Така е, ама тој рече дека бргу ќе се врати и ќе ми плати. Тоа ми беа последните јајца. Да ми ги донесеше парите на време, јас ќе си купев други јајца и ќе ги посадев под квачката.
И потоа ќе ми се испилеа пиленца, па ќе станат коковчиња, па тие коковчиња ќе почнат да несат јајца и ќе ги посадев под квачката, потоа ќе се испилеа Доста бе. пиленца, потоа пиленца. Доста бе, сус! Симе, ај, синко, кажи ти, така ли беше? Ма што има тој да кажува, така ли беше, не ли беше така? Нека дојде тој што треба да ја плати глобата, тој треба да зборува. Доста бе, абе сус! Ти ли ќе ми кажуваш како треба јас да работам? Ќе дојде. Ќе дојде. Ама мене ми треба и некој сведок што бил тамо, за да знам дали некој лаже или не лаже. Симе, ајде кажи како што ти кажав, како што беше. Вистина кади? Вистина. Вистина му даде варени јајца и вистина рече ќе ги плати. Арно, ама не е вистина, оти знаеше дека тие му се последните јајца и сака да ги насади под квачката. Така беше? Ама чекај, тој рече дека бргу ќе се врати? Не рече оти бргу ќе се врати. Рече оти кога ќе се врати, ќе помини и ќе ти плати. А и Ефенди Кади откај да знаел човекот дека ќе падне боле. А тој тебе ти даваше 5 толирка? Ти даваше, ама ти не сакаше да му ја ситниш. Димко, ај погледни ме во очи. Така ли беше? Така. Ама така, не така, мене зијанот ми е голем ефендикадија и сакам да ми се платат 300 гроша. 300 гроша. И нека дојде тој што треба да ми ги плати. Каде е тој? Каде е? Запти. Ај, нека влезе Дане. Ајде, Дане, влези. Прости ми, Ефендикадио, што задостив малку. Имав една многу важна работа. Ајде. И морав да ја завршам, оти ако не ја завршев денес, нека имав пари да му ја платам глобата на Димко. Каква работа имаше, бе, Дане, толку важна, та не можеше да стасаш на време на суд, Имав луѓе на нива. Ми ја копаат големата нива што ми е за садење компири. А јас пак останав дома да ги доварам компирите што ми се засадени. Ајде. Ти ако не ги сварев денеска, ке требаше луѓето и утре па да ми доаѓаат. Така да ја са ги сварив компирите и им ги дадов да ги насадат. Еве, кај се варело компири за да се садат, бе. Варени компири не никнуваат. Браво, А кај се садат под кокошка, под квачка варени јајца, бе, Дане, Оти, Дане, човекот си сварил компирите, ќе ги посади, ќе чека да му никнат, сетне ќе ги продаде и ќе ти го врати долгото 300 гроши. Димко, погледни ме во очи. Абе, Димко, ти се правиш толку умен, мислиш дека другите се будали, Слушај, ваму, си ме нашол на арните. Инаку сега ќе барам да го платиш трошокот за ден губење на судот, написанот, тај моето ден губење. Разбра? Фала ти многу, Ефендикадио, што правилно пресуди. Оти ти може криво седиш, ама право судиш. Така. Симе, фала ти чеdo на тебе многу. Вистината ја кажа. Така. Теше чур. А сега да станете и да си одите од тука и да внимавате на вакви што се прават умни, а не знаат оти тугите пари имаат остри заби.